Единствениот одгледувач на магариња во регионот е со големи проблеми. Појавата на короната го секна интересот за купување на магарешко млеко. Сега продажбата е не е баш на нула, ама скоро на нула. Имаме више залиха на 30 литри млеко. Ја мислам дека поради оваа вирусот короната, што е пред короната да се појави, имаме повише побарувачи на млекото. А сега, ево денеска дојдоа светот Велес, зема 1 литро млеко. Сабале ми се јави некој човек друг таму од биглата таму за облишиво некое пола литро млеко. Нешто има, нешто крчка, али не е баш не е нешто још оште развиено како што треба да се развие. Пропаднала и посетата и размената на искуства со фармер од Хрватска, од каде Делчевскиот одгледувач очекувал добри совети. Во Хрватска требаше на 20 март да ми дојде човек од Хрватска со 120 магариња на посета ми дојде, ама поради короната не дојде и он го продава таму овоа замрзнатото млеко го продава 5-6 евра, а свежото млеко го продава 80 евра. Фармата на Гоцевски во Делчевското село Нов Истевник е единствената ваква во источниот регион и втора во државата. Овде се чуваат 40 магарици кои за година-две треба да развијат сериозен и доходовен бизнис. До година во ова време ќе имаме едно 10-15 литра млеко на ден ќе имаме и идејата понатаму да ги направиме од 40 140 и да развиеме бизнисот, да правиме производи на магарешко млеко, например сирење магарешко, сапуни, креми. Инаку млекото од магарица се смета за едно од најздравите и докажани природни лекови. Магарешко млеко е антибиотик и лек за сите болести, фатички, посебно за астма, за бронхитис. Исто ми го тражат сет. Имам више 5-6 литра подадено за човек кој се оперисал од канцером и го користи. И резултати се многу добри ке докторот кога е ушел да прави анализата. Интересот за магарешко млеко, сирење и козметички производи е исклучително голем. Цената на литар свежо млеко достигнува и до 100 евра, а килограм сирење се продава и до 1200 евра. Од друга страна, цената на една магарица се движи од 100 до 250 евра, а дневно се молзат околу 300 до 400 милилитри млеко. За зајакнување на имунитетот и превентива против болести на дишните патишта, алергии, доволни се дневно да се консумираат само 100 милилитри млеко. Одгледувањето на магариња и продажбата на млеко има добра иднина, но прашање е како македонскиот одгледувач ќе успее да се снајде во време на корона криза.